ова издание. Федералната агенција за управување со кризи е активирана на највисоко ниво заедно со претседателот на САД Доналд Трамп со цел справување со пандемијата. Армијата на САД ќе обезбеди 5 милиони респиратори и маски за здравствените работници. Твитер во борба со неточните информации за вирусот, забранети содржини кои охрабруваат неефикасни методи на лекување, превенција и диагностика. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова од студиото во Вашингтон. Со цел справување со пандемијата, американскиот претседател Доналд Трамп најави дека ако е потребно, ќе биде применет и федералниот закон за одбрана. Овој закон дозволува да се забрза и зголеми снабдувањето со ресурси од индустријата за поддршка на државната безбедност. Тоа ќе значи можност за производство на повеќе маски и друга неопходна опрема. Морнарицата на САД ќе испрати болнички бродови на две локации. Едниот на пристаништето во Њујорк, другата локација допрва ќе се утврдува. Армијата ќе обезбеди 5 милиони респиратори и маски за здравствените работници. Гувернерите и медицинските работници предупредуваат дека нема доволно опрема и ресурси за справување со вирусот, со кој се очекува да се соочат луѓето во наредните недели и месеци. Во САД има над 7300 диагностицирани и повеќе од 115 смртни случаи. За прв пат нема нови случаи на коронавирус во Вухан, објавија градските власти. Вухан речиси 2 месеци беше во карантин, пошто бројот на нови заразени се намали. Во останатите делови на Кина денес има нови 34 случаи, меѓу нив луѓе кои дошле од надвор. Во Германија денес има нови 2800 случаи. Во Италија вчера имаше 475 смртни случаи на вирусот. Вирусот е раширен во 166 држави со над 208.000 заразени и 8.600 смртни случаи. Социјалната мрежа Твитер во борба со неточните информации во врска со пандемијата, компанијата соопшти дека ќе бара од корисниците да ги избришат постовите кои ја зголемуваат веројатноста некој да го добие или да го пренесе вирусот. Тоа се постојби кои поттикнуваат користење лажни и неефикасни методи на лекување, превенција или диагностика. Порака за важноста на солидарноста од страна на Европската Унија во врска со состојбите со коронавирусот. Денес упати германскиот министер за Европа Михаел Рот преку видеоконференциска врска со шефот на македонската дипломатија Никола Димитров. Владата уверува дека мерката за вонредна состојба, која ќе трае 30 дена, ќе придонесе за побрзо надминување на ситуацијата. Владимир Мирчевски ги има деталите. Земјата го живее првиот ден од воведувањето на вонредната состојба. Нема промени во секојдневието на граѓаните, мала е фреквенцијата на луѓе по улиците, се забележуваат помалку возила. Владата уверува дека оваа мерка, која ќе трае 30 дена, ќе придонесе за побрзо надминување на ситуацијата. Вонредната состојба не значи никаков застој во слободниот транспорт, ниту во делот на прехранбените потреби на граѓаните, ниту во делот на потребите за снабдување со лекови на болниците и аптеките. Денеска се продолжува да функционира во секојдневниот живот, исто како и вчера. Нема одлуки за нови рестрикции во движењето и извршувањето на професионалните обврски на граѓаните. Исклучок од ова, сега за сега, се само подрачјата на општините Дебар и Центар Жупа. Се апелира до граѓаните да се придржуваат до повиците за помалку контакти. За само 2 дена поднесени се кривични пријави против 12 зашто не ги почитувале пропишаните мерки. Информациите на полицијата се дека речиси 400 граѓани се под здравствен надзор и околу 1000 се во самоизолација. Во однос на олеснување на економскиот импакт на заразата, земјава се обратила до Брисел за финансиска помош. Побаравме од комисијата, согласно иницијативата на Европската комисија за финансиска поддршка на ликвидност на предпријатијата погодени од епидемија, пристап до средствата и на Банката за поддршка на развој на Република Северна Македонија, со што би се обезбедиле брзи и краткорочни заеми. И Германија, најмоќната членка на Унијата, очекува европска помош за земјава. Тоа го порача државниот министер за Европа на дигиталната средба со Никола Димитров. Сметам дека е неопходна солидарност од страна на ЕУ. Се надевам дека Унијата ќе успее набрзо да ја помогне на Северна Македонија во справувањето со економските последици од пандемијата. Ситуацијата со коронавирусот ја турна во втор план, речиси известната одлука на земјите членки на Унијата на заседанијата идната недела на Северна Македонија да ја одредат датум за почеток на пристапни преговори. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.
Кризата со коронавирусот ја менува и работата на рестораните ширум Америка. Светски познат готвач и други собственици на ресторани во Вашингтон и околината на креативни начини се грижат за своите муштери и за оние на кои им треба помош во актуелната ситуација. Джули Табо има повеќе. Ова е како научно-фантастичен филм. Но и 11 септември изгледаше како научно-фантастичен филм, но се случи. Познатиот готвач Хозе Андрес ги подготвува своите ресторани за голема криза. Во моментов се изгледа нормално, нели? Но треба да се подготвиме за нелошето. Андрес привремено ги затвора најголем дел од неговите ресторани во Вашингтон и Њу Јорк за да помогне вирусот да се стави под контрола. Тој наедно ги пренаменува своите ресторани во јавни кујни, за да овозможи луѓето да имаат пристап до храна за ниски цени. Па дури и бесплатни оброци за оние кои немаат да платат. Овој американец со шпанско потекло е основач и на Светската централна кујна, непрофитна организација за помош во природни катастрофи. Неговите екипи работат во жешки зони низ цел свет и им помагаат на луѓе на кои им треба помош. Други собственици на ресторани се обидуваат да се прилагодат на насоките што им се дадени од властите и да се грижат за нивните муштери и вработени. Неделата беше многу тажен ден за мене, кога требаше да донесам одлука за намалување на бројот на работници, за да го забавиме ширењето на вирусот. Сега нудиме оброци за носење дома и се обидуваме да вратиме назад 15 работници. Профитот го делиме на сите и мојот партнер Джеки и јас ништо од тоа не земаме. 100% оди кај работниците. Банкс и неговиот тим се прилагодиле, што изгледа дека е клучот за опстанок во овие услови. Ако не се прилагодиме, ништо нема да мрдне. Светската централна кујна покажа дека прилагодување е можно во секакви услови, од вулкани, тајфуни, политички ситуации, земјотреси и цунами. Се надевам дека и овој пат ќе можеме тоа да го направиме. Изборите се одложени, но какви се односите во албанската опозиција? Алијансата за албанците на предвремените парламентарни избори требаше да оди заедно со алтернатива, но каде запнаа работите и зошто не успеа да се договорат со БЕСА? Нашиот известувач Мики Трајковски разговараше со лидерот на Алијансата за албанците. Еве што вели тој на прашањето за расцепканоста на албанската опозиција. Колку вака расцепка на албанска опозиција, како што е во моментов, ќе биде доволно силна да ја симне дој од власта, што претпоставаме и ваша главна цел? Албанската опозиција не е расцепкана. Значи, политичката битка ќе се води помеѓу две блокови, а тоа е Алијансата за албанците во коалиција со алтернатива и ДУИ. Мислам дека друга конкуренција нема да има внатре кај албанското гласачко тело. Кој од македонските политички партии во овој момент ви е поблиска, СДСМ или ВМРО, и кои ќе бидат условите кои што Алијанса ќе ги постави при евентуален влез во идната извршна власт? Коалиција ќе има со таа политичка партија која ќе прифати нашата програма, која е легитимирана од страна на нашите гласачи. Дали еден условите може би биде редефинирање на државата? Уставот не е нешто статично што е донесен негде и некогаш и не може да трпи промени. Уставот има за цел за да го гради мирот и стабилноста во една држава и треба да се прилагоди на потребите кои ги имат граѓаните. Па зошто да не? Ви благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Благодарам на вас. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. За повеќе содржини на Гласот на Америка следете не на нашата интернет страница glasnaamerika.com и на социјалните мрежи. Гледајте не утре во истиот термин.
Thank you.